Петар, ги слушнавме целосно изјавите на заменик министерот за здравство и на матичните лекари. Сосема кратко, сумарно, значи штрајкот на матичните лекари прекинува? Да, штрајкот прекинува, но утро во сите матични лекари во своите ординации беа присутни, но не работеа со тој интензитет како што тоа го прават секојдневно. Не се издаваа никакви упати, не се закажуваат термини за ПСР тестирање, ниту пак се издаваа рецепти за пациентите со хронична терапија. Па ние бевме присутни во една од ординациите каде што бевме сведоци на тоа дека се јавиле двајца пациенти само итни случаи кои што беа примени и не беа вратени од ординацијата. Една беше жена која што била касната, нападната од куче, па морало веднаш да се интервенира, а друг случај беше исто кај дете позитивно на COVID-19 кое што со висока температура исто така имало потреба од лекарска нега. Но како што кажа и представниците на Министерството за здравство и на Сдруженијето на приватни лекари, протестот прекинува. Барањата на матичните лекари на приватните здравствени установи се неколку, а меѓу главните се да се покачи капитацискиот бод, односно лекарите да добиваат повеќе пари за по пациент и да има измени во Законот за здравствена заштита, па лекарите да припаѓаат на матичната ординација, а не да бидат врзани со факсимилот на својот лекар, а исто така приватните здравствени установи бараат и помош од државата за исплата на минималната плата со оглед на тоа што истата е веќе покачена и сега изнесува 18.000 денари. Како што информира, како што кажавме, представниците на Министерството за здравство и матичните лекари, ќе се формираат работни групи во следните 2 недели и ќе се изнаоѓаат решенија на сите оние проблеми и барања кои што ги имаат приватните здравствени установи.